Почитувани присутни, почитуван градоначалник, почитувани представници на Македонската православна црква, граѓани на Велес. Тешко е да се зборува после ова што сега слушнав. Денеска имаме 19-ти ден од молкот на македонската левица, наследниците на крвниците кои што ја уништуваа секоја македонска промисла од 45-та година, а според документите што ги откривме најмалку до 2000-та година. Но ако се задлабочите во овие документи, ќе сватите дека борбата продолжува и денеска. Ние само имаме објавено документи до 2000-та година. Дозволете во кратки црти за едицијата и мотивацијата да ги објавиме овие страници. Бидејќи знам дека е напорно волку долго да бидеме сконцентрирани, но верувајте, се ова што го ставивме во овие книги, често кај мене предизвикува толку голема мака, што и не можам да издржам да ги читам. Ние имаме украдена историја. Нашата историја е фалсификувана. Она што го учевме во школите од 45-та година навака е лажен приказ. Значи, овие 13.500 страници не се прилог кон ревизија на македонската историја. Ова е вистинската македонска историја. Секој оној кој што бил на линија за Македонија како независна држава, за Македонија која што има и други делови, бил ставен на отстрел, бил уништен неговиот живот, биле уништувани, како што и самите кажете за вашите деца, цели семејства во повеќе генерации. Некој сакаше овие страници да останат за секогаш заклучени и заборавени во државниот архив. Мојата основна мисија кога дојдов во државниот архив беше да ги отворам, да ги средиме и да ги објавиме. Овие 13.500 страници се само 2% од она што го чува државниот архив. Станува збор за над 630.000 страници, за 15.000 досиеа. Но ако се подсетиме на извештајот кој што го имаме во томот број 1, кој што го откривме за раните 60-ти години, кога Извршниот совет формирал комисија да го истражи делувањето на тајната полиција, ние ќе откриеме податок од 137.000 досиеа, што ќе рече дека недостасуваат над 120.000 досиеа. Да го поставиме прашањето каде се тие досиеа. Кој и зошто ги уништи? Кој сака да го сокрие геноцидот кој што е извршен во овој дел од Македонија врз македонците? Треба да одговори историската наука, но мислам дека имаме доволно материјал да одговори и државното обвинителство и државата организирано да одговори кој стои за овој геноцид. Имаме повеќе одговори кои што треба да произлезат од овие страници. Ние како држава го напуштивме социјалистичкиот систем, меѓутоа методите останале исти. Кој и зошто овластуваше да се врши прогон и во независна и демократска плурална Македонија. Исто така треба да добиеме сериозен државен одговор.
Оние што се надеваа дека ова нема да биде објавено, сега треба да се надеваа дека нема да стигне правдата до нив. Но јас сум убеден, како што овие страници го дочека светлото на денот, така и правдата ќе ги стигне сите оние кои што се занимавале со овакви незаконски действија. Може би мислите дека има нешто нелогично во тоа што го правеле до 2000 година. Но ако навлезете во материјалите и ако видите дека веднаш по 45 година е расчистено на еден брутален начин со сите кои што биле за Македонија. Па ако се движите низ томовите и ако погледнете кон македонската емиграција, за која што ни велеа дека била економска емиграција, дека тоа биле прости луѓе кои што емигрирале, дека немале што да јадат, па затоа избегале. Но ако го прочитате томот, ќе сватите дека и тоа како сме имале сериозна политичка емиграција, за која што подготвуваме и посебно издание, ние ги собравме најголем дел од политичките гласила, емиграција која што се обраќала до Обединетите нации, која што била организирана, емиграција чии што представници се киднапирани и тајно носени во Македонија, емиграција во која што има неразјаснети политички убиства, за кои што се уште денеска никој не одговарал. Па преку томот за борци за обединета и независна Македонија, каде што промислата, она промисла од пред поделбите 913 е запазена, каде што ќе видите дека секој што размислувал на таков начин бил мет на мета, каде што ќе видите дека станува збор за луѓе чии што татковци или дедовци били учесници во Илинденското востание, во Балканските војни, во Првата светска војна и во Втората светска војна. И истите тие ликови, семејни, фамилиарни стебла, се појавува се до 90-та, а најголем дел и по 90-та година, ќе сватите дека оно што беше форсирано, дека приказната е завршена. Тоа некогаш било. Тоа се фантастични теории и митови за Македонија. Дека ова тука што го имаме да го сочуваме се всушност наметнати приказни. Македонија треба да преживее, да доживее една целосна ревизија на својата историја. Ова е вистинската историја која што чека да биде откриена и да биде напишана. Вистинските херои се во оваа едиција и вистинскиот херој беше пред вас само пред да почнам да говорам. И на него треба да му аплодираме. Денеска непријателите на македонското револуционерно дело бараат да се избрише префиксот ВМРО, затоа што на тој начин ВМРО-ДПМН е стекнувало предност, односно го злоупотребувало историското наследство на сите македонци. Јас имам еден друг предлог до вас, а и до нив. Ако продолжат да бараат да се брише префиксот, ние ќе побараме да се избрише суфиксот, односно се брише вториот дел од името на ВМРО-ДПМН и да се прекрстиме чисто во името ВМРО. Оправданието во ова го наоѓам во книгите, затоа што не случајно УДБА продолжила да го шпионира и да работи против ВМРО-ДПМН. УДБА видела дека сите оние борци од 45-та година и нивните семејства и нивното потомство и тие што биле живи во 90-та година влегоа во ВМРО-ДПМН. Па така, целото семејство на Ченто е во ВМРО-ДПМН. Доцев кој што има посебен том со Ченто е исто така во ВМРО-ДПМН. Нормално беше на оние што беа супресирани 45 години во
по основањето на ВМРО ДПМН е својот израз да го најдат таму. И ниједна партија не може да победи за 3 месеци од своје основање, како што победи ВМРО ДПМН во 90-та. Може би не е било јасно на пошироката популација, но на УДБА е било јасно дека ВМРО ДПМН е всушност историското ВМРО и затоа продолжило до 2000-та година да го следи, а знаејќи денеска дека тоа ВМРО и денеска живо во ВМРО ДПМН се обидува тој префикс на некој начин да го отстрани. Јас велам на рацете настрана од ВМРО, затоа што ќе ја прекрстиме партијата само во ВМРО и тоа ќе ви биде јасно дека континуитетот и се што правите ништо нема да ви помогне и повторно ќе ме победува, затоа што ВМРО е македонскиот народ. Ви благодарам што дојдовте. Пак ќе подсетам 19 дена молк. Никој од желатите не ги коментира овие страници. Со задоволство би сакале да се видиме со нив, да видиме што имаат да кажат по објавувањето на овие документи, кои што не се воопшто алтерирани, не се прекуцувани, не сме оставиле никаква можност да бидат оспорувани, а ако сакаат може да им бидат дадени оригиналите на увид. Бидејќи доаѓа време да се соочат со својата историска одговорност и доаѓа време на вистинската македонска историја, напишана според маките и патењето на жртвите. Ви благодарам многу што увеличавте нашата проекција.